Повод за денешнава пресконференција е утрешната лидерска средба на која ќе се расправа за евентуалните промени на Уставот на Република Македонија. Конечно, вчера ги добивме во писмена форма предлозите од страна на владата кои се однесуваат на Судскиот совет. Во текот на денешниот ден, нашите правни експерти тука во партијата ќе ги разгледаат тие предлози и ние наполно подготвени ќе отидеме на утрешната средба каде што ќе го соопштиме нашиот став. Сакам да ве подсетам дека уште при самото покренување на иницијативата предупредивме дека е можно таа да предизвика и други предлози кои се однесуваат на други делови на Уставот на Република Македонија. Како што гледаме, тоа и се случи. Се до овој момент, Социјалдемократскиот сојуз се воздржуваше од било какви своји сопствени партиски иницијативи, а со цел да се избегне било какво создавање на поголема конфузија или подигање на политичките тензии во земјата. Сепак, процесот тргна и дебатата за разни иницијативи повеќе не може да се избегне. Од тие причини, нашата партија денес, пред македонската јавност, најавува, а утре на лидерската средба и ќе достави писмен предлог за измена, односно дополна на членот 52 од Уставот, со која се оневозможува застарување на кривичните дела поврзани со трансформација на државниот и општествениот капитал. Кое е образложението? Во целиот изминат период од стекнувањето на независноста па се до денес, постојано се присутни меѓусебни обвинувања за криминал во процесот на приватизацијата. Тоа се однесува и на 10-те години, кога на власт во земјата беше Социјалдемократскиот сојуз, но и на 8-те години, кога на власт беше и се уште е ВМРО-ДПМН. При тоа, останувањето само на вербални обвинувања и дискредитации, без било какви кривични постапки и судски разрешници, најчесто се објаснуваше со застарување на кривичните дела. Со овој амандман, таквата пречка за соочување со одговорноста и со правдата се надминува. Ние во Социјалдемократскиот сојуз сме целосно подготвени за расчистување на работите и тоа до крај. Секој поединец, кој да е, кој го прекршил на било кој начин и било кога законот со криминални дела учествувал во процесот на приватизацијата, на било кој субјект треба и мора да се соочи со сопствената одговорност. Се надевам дека ваква подготвеност ќе покажат и другите политички партии, а пред се тука мислам на ВМРО-ДПМН. Конечно треба да ја прекинеме праксата на партиски соопштенија обвиненија, на партиски портпароли обвинители и суди. Праксата на замајување на јавноста со политички мотивирани лаги и шпекулации. Време е да профункционираат, и тоа без било какви пречки, најповиканите, а тоа се обвинителството и судовите. Секој што сгрешил, нека одговара. Исклучоци не смее да има, заштитени уште помалку. За таков пристап јас сум целосно подготвен, се надевам и Никола Груевски. Благодарам, а сега доколку има прашања, поведете. Апсолутно не. Значи, ние со овој амандман нити уценуваме, нити со прифаќањето на овој амандман ја условуваме нашата подршка во делот на измени на Уставот во однос на Судскиот совет. Она на што ние апелираме е одговорно однесување од сите политички партии. На овој начин ќе се отвори, се надевам и затвори, една табу тема во македонското општество, ќе се симне едно црно петно и конечно ќе се знае кој за што е одговорен. Поведете. Дали денес има визија од лидерот на ДПР ден пред на лидерската средба дека ако нема повтор да треба избори, може да е нов конфликт во државата. Дали утре ќе го потегне тоа прашање да се разговара?
Лидерска средба ја повикува и ја свикува премиерот. Точките на нивниот ред ги предлага тој. Вие знаете дека нашиот став е дека сме подготвени секогаш кога ќе бидеме повикани и за секоја точка која што ќе биде ставена на маса да учествуваме, да разговараме, да го дадеме својот принос. Што се однесува до изјавите на лидерот на ДПА, уште еднаш сакам да кажам дека ги ценам за радикални и неприфатливи, дека она што е клучно во Македонија е целосно спроведување на Охридскиот рамковен договор, а не негово ревидирање, нити од аспект на рестриктивно тумачење на рамковниот договор, нити во делот на проширување на она што рамковниот договор го нуди. Јас се надевам дека во таква ситуација нема да дојдеме. Се надевам дека пораката која што ја испраќаме како политичка партија со неучество во координациите на Собранието на Република Македонија ќе биде доволна и дека ќе биде добро и разумно сватена од страна на парламентарното мнозинство. Јас знам дека во изминатиот период често пати ја користиме формулацијата ние сме првата земја во светот каде што нешто се случува. Еве ќе морам за жал уште еднаш да искористам истата дефиниција. Значи, ние сме првата земја во светот каде што на собранието му се оневозможува да дискутира за начинот на кој што се трошат буџетските пари. Ние сме единствената земја во светот каде што на собранието, на законодавната власт и се оневозможува да ги разгледува извештаите на Државниот завод за ревизија. Ова е навистина голем преседан. И јас се надевам дека ќе се вразуми парламентарното мнозинство и дека нема да не доведе ниту нас, ниту останатите опозициони политички партии да размислуваме за порадикални мерки. Тоа е се. Благодарам многу.